Почитувани гледачи на КМ телевизија, во продолжение ќе го следите спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Спортскиот преглед ќе го започнеме, односно ќе им дадеме предност на дамите од женскиот фудбалски клуб Љуботен, кои што беа во центарот на вниманието на македонската спортска, односно фудбалска јавност. Раководството на женскиот фудбалски клуб Љуботен ангажираше поранешна бразилска репрезентативка до 19 години, која што сега има 22 години, Беатрис Тарантино, која што во Македонија пристигнува од најквалитетната женска фудбалска лига на Австрија, односно од Бундеслигата на Австрија во женска конкуренција. А освен бразилката Тарантино, во Љуботен пристигна и Сања Митреска од АС Юнајтед од Струга, исто така македонска репрезентативка до 19 години. Од раководството на клубот најавуваа дека ќе бидат доведени уште неколку квалитетни засилувања, кои што ќе го подигнат нивото на екипата во борбата за опстанок во пролетниот дел, односно во продолжението од сезоната. За сите активности, за се она што се случува во моментот во женскиот фудбалски клуб Љуботен, ќе може да слушнете во продолжение во разговорот кој што го водевме со Драголюб Јовановски, подпредседател на ЖФК Љуботен. Какви активности презема сега раководството во оваа зимска пауза? Дали ќе има подготовки за пролетниот дел, нови фудбалерки и слично? Значи, во активно сме вклучени на пазарот за пронаоѓање на засилување. Во моментот веќе договорено и завршена процедурата за една. Станува збор за Сања Митреска од АС Юнајтед Струга ни доаѓа. Денеска ја промовираме и второто, да речем, најголемо засилување. Ни доаѓа од Бразил, она ќе биде првата бразилка што играла во Македонија. Ни доаѓа од клуб од Австрија, нејзин последен клуб беше во Австрија, но заради короната и ситуацијата што беше, мораше да се врати назад во Бразил. Да успеавме да ступиме во контакт и најдовме договор. Денеска ќе биде промоцијата нејзина. Во тек на завршни преговори сме со уште 2 до 3 интернационални засилувања. Значи 99% од работата е завршена со репрезентативката на Босна. Во моментов завршни преговори се водат со една репрезентативка на Србија и исто уште еден играч од Србија. Дали ќе бидат организирани подготовки пред пролетниот дел? Оно што се планира негде со припреми да се подготви да се започне негде околу 5 до 10 февруари, зависи од тој период. Наша цел е примерна цел базични подготовки на попова шапка 7-дневни и потоа во играње на екипата до пред почетокот на сезоната 15 март, како што е тој. Кои ќе бидат амбициите за пролетниот дел? Знаеме дека 8 екипи само ќе останат во првата лига, дали може да се надеваме дека Љуботен ќе биде во тие 8 екипи? Па со оглед на тоа дека више почнуваме да реализираме засилувањата, доколку се реализираат и овие 3 интернационални, во план се и 2 македонски репрезентативки, кои сме во завршни преговори. Со овие засилувања се 99% сум сигурен дека опстанокот во лигата, тоест во првите 8 ќе биде. Во моментов за оваа сезона главна цел ми е опстанок, да бидеме меѓу првите 8. Во македонското првенство во есенскиот дел немаше ниту една странска интернационалка. Еве сега Љуботен гледаме дека прво данес е бразилка, а се најавуваат и други странски засилувања во екипата. Дали можеби доколку Љуботен обезбеди опстанок во лигата, ќе може да се надеваме дека и некој од трофеите ќе пристигне во Тетово? Па тоа не е главна цел. Значи целта на клубот ова сезона е опстанок поради тоа што касно почнавме есенскиот дел. Главна цел на наредната полсезона со екипата што направиме, како ќе се воигра да видиме што ќе биде потребно. Главна цел за наредна сезона е атак на шампионската титула и конечно и Тетово да има малку представници по женски фудбал во европските направи. Меѓутоа еве и годинава купот се уште не е започнат, па може и годинава да се пробате во купот. Во купот да, а меѓутоа купот не води шампионски трофеј во купот да, може да донесеме, меѓутоа купот не води во излезно женски фудбал, освојување на купот не води во излезна на европска сцена, така да само шампионот излага на европска сцена. Можно е да донесеме како трофеј купот, меѓутоа наша цел е излез во Европа. Спортскиот преглед го продолжуваме со резултатите од 17-тото коло на првата македонска фудбалска лига. Екипата на Шкендија забележа победа од 1:0 на гостувањето во Струмица против Академија Пандев со голот на Дашмир Елези во 53-та минута, со што ја обезбеди есенската титула.
Ренова Шкупи 0:0 во дербито на колото во саботата на градскиот стадион во Тетово, на вистина добар надпревар, убав фудбал, меѓутоа на крајот без голови. На останатите надпревари Вардар Македонија Ѓорче Петров 2:2. Вардар имаше водство 2:0 со головите на Мартин Мирчевски во 19-та и Матеј Цветановски во 52-та минута, а екипата од Скопската населба Ѓорче Петров го израмни резултатот со головите на Калит Абдул Басид во 57-та минута и Боби Божиновски во 67-та. Борец Силекс 2:0, многу рано беше решен победникот на овој надпревар, Никола Прелчев во 7-та минута од пенал за 1:0 и Маријан Ристовски во 13-та за 2:0. Струга Работнички 2:1, домашните дојдеа во водство со голот на Флорент Османи во 6-та минута. Резултатот го израмни Фахрудин Ѓурџевиќ во 21-та минута од пенала, конечните 2:1 беа дело на Абдул Хади Јахја во 87-та минута и на последниот надпревар Пелистер Беласица 1:0 со голот на Михаил Талевски во 81-та минута. Веќе кажав, Шкендија есенски шампион, на лидер на табелата со 39 бодови, односно 6 повеќе од Шкупи и Македонија Ѓорче Петров, кои што имаат по 33 поени на второто и третото место. На четвртото и петтото место Струга и Борец со по 25 бодови, шесто и седмо делат Силекс и Вардар со по 22, на осмото место е Работнички со 21 бод. Во зоната за бараж за опстанок, Ренова на деветото место со 16 бодови, 10 е Пелистер со 15 и во опасната зона за испаѓање, двете струмички екипи Академија Пандев со 14 бодови и Беласица со 9 на последното место. Сега ќе ја видиме изјавата на Ќати Посмани, кој што ја даде за нашата телевизија веднаш после надпреварот помеѓу Ренова и Шкупи, кој што заврши 0:0. Па за нас сигурно во ова ситуација секој бод е битен. Игравме против екипа која сигурно претендира за врх табеле. Што се тиче утакмице, мислим да смо могли добити, а изгуби. Значи, две екипи се имали своje шансе, така да на крају крајева мислим да е резултат реален. Ви следува сега гостување во Ѓорче Петров против екипата на Македонија. Уште еден тежок противник, кои се очекувањата од тој надпревар? Исто сигурно видимо екипи која исто тако претендира за Европу, затоа сигурно ќе направиме се да доđemo do tog dobrog rezultata i da završimo ovo prvenstvo na što je moguće sa što više bodova, na što je moguće bolje mjesto, iako i so eventualno dobar rezultat tamo, mislim da naša koncentracija će biti na pojačanje za jedната сезона, kada će nam предстои, значи, борба за моментално каква е ситуација, борба за опстанок. Ги споменавте нови засилувања, сигурно веќе се прават планови за подготовките, меѓутоа и за нови фудбалери, за освежување на екипата. Да, сигурно прво се прави план за подготовки и план и тој план е веќе актуелен за нови засилувања. Спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип го продолжуваме со резултатите од 16-тото коло на втората македонска фудбалска лига Запад, односно последно есенско коло. Успешен викенд за екипите од Полошкиот регион, 3 победи и 1 пораз, меѓутоа овој пораз е во меѓусебните дуели, бидејќи вчера на градскиот стадион во Тетово играат Тетекс и Вардар Форино, победи тетовската екипа со 3:1. Тетекс имаше високо водство од 3:0 со головите на Мирослав Јовановски во 9-та минута, Лазар Пеев во 20-та и Никола Димовски во 66-та минута, додека почесниот погодок за екипата од Форино беше дело на Куштрим Таири во 68-та минута. И екипата на Дрита забележа победа, но на гостински терен со 3:2 над Кораб. За екипата на Дрита головите ги постигнаа Јетон Шахини, Мухарем Мислими и Амир Алии од пенал, додека за домашната екипа на Кораб од Дебар стрелци беа Блерон Муча и Филип Алексовски. Екипата на Гостивар на домашен терен забележа победа од 1:0 против Влазрими од Кичево со голот на Армен Даути во 36-та минута. На останатите надпревари, каде што не беа вклучени екипите од Полошкиот регион, Велешта Скопје 0:0 и Охрид Кадино 2:1.
За екипата на Охрид двоен стрелец тетовецот Шериф Реджепи, додека почесниот погодок за кадино дело на Марко Андоновски. Табелата после есенскиот дел во втората Лига Запад е следна. На првото место е екипата на Скопје со 37 бодови, 7 повеќе од Велешта и Гостивар кои што имаат по 30 на второто и третото место. Во продолжение следуваат Охрид со 28, на петтото место Кораб со 24, шестиот Возрими со 22, на седмото место Кадино со 15 бодови, осмото и деветото место го делат Тетекс и Вардар Форино со по 13 и на последното место екипата на Дрита со 10 бодови. Воедно победата во Дебар беше прва за екипата на Дрита оваа сезона и со проста математика Дрита има 10 бодови, ако ги одземеме овие 3 од Дебар, Дрита има и 7 нерешени резултати оваа сезона. Сега ќе ги погледнеме изјавите од тренерот на екипата на Тетекс Славчо Георгиевски и од тренерот играч на екипата на Вардар Форино Дејан Лескаровски. Како и секој надпревар сум кажал дека момците треба да играат и да дават максимум од надпревар на надпревар. Тешко е, почнаме да проработуваме последните 4-5 кола нажалост, но сепак е добро затоа што никогаш не е касно. Борбата е до крај. Презадоволен сум и од играта и од резултатите и се надевам дека ќе продолжиме и Тетекс оди во една нагорна линија. Сега следува паузата. Што може да очекуваме од Тетекс во паузата околу активностите, планот за подготовки, веројатно и освежување на екипата? Пауза сигурно ќе добијат фудбалерите, но не и ние, шефот на стручниот штаб заедно со своите колеги и раководството. Ќе работиме затоа што не смееме да дозволиме да ни се случи тоа што ни се случи на почетокот. Веќе работиме на некои засилувања, преговараме, преговорите со некои се во завршна фаза, со некои се во почетна, ќе има сигурно промени и се надам дека тие промени ќе донесат едно подобро утро за Тетекс. Тетекс кажа и самиот дека проработа во последните неколку кола, меѓутоа сепак на крајот кога се ќе се собере, мислам дека Тетекс не заслужува да биде на ова ниво и на ова место, на 8 место на табелата. Дали навивачите и општо фудбалската јавност може да очекува далеку поквалитетен Тетекс со многу подобри резултати? Се разбира дека ова не е мерило за Тетекс и Тетекс не сме да биде на 8 место, не во втора лига. Може да е во прва лига, да, но во втора лига не. Ќе работиме, не чека пак тежок пат. Имаме време да се спремиме, да направиме еден компатибилен состав кој што ќе покажеме на пролет дека местото на Тетекс е во првите 5. Има голема разлика, но ви кажав додека имаме воздух, ние ќе пробаме да дишеме, нема да се предаваме. Веќе влеговме во една стабилна зона, полесно се дише, меѓутоа не сме да се опуштиме и ќе го бркаме тоа 6-то место кое што е веќе на средината на табелата, полека да се консолидираме. Со оглед на нашите финансиски проблеми, значи сум презадоволен играчите го дадоа максимумот. Се надевам овај одмор ќе дојде добро за нашата екипа да се поправиме во нашите, да ги поправиме нашите грешки и проблеми. Значи му благодарам и на досегашната управа што смогна сили да направи некој, да помогне на играчите од финансиски аспекти и од нормално и од други аспекти. Каков е планот сега следува пауза, што може да очекуваме од Вардар Форино и од Дејан Лескаровски лично, дали остануваш во Вардар Форино? Значи од Вардар Форино се очекува да се средат работите и да одат понапред. Не заслужуваат, мислам, да бидат на ова ниво. Значи а за мојата кариера понатаму се надевам дека ќе смогнат сили да најдат финанси и да останам таму. Продолжуваме веднаш и со резултатите од 8-то коло на третата фудбалска лига Запад. Речица Трабзонспор 2:1 за домашните Ариф Ибиши и Халид Реджепи, за гостинската екипа Бесар Ибрахими. Врапчиште Арсими во локалното дерби 0:1 со голот на Екзон Фейзулај. Камењане Љуботен 6:1, 3 голови на Јето Насипи и по една стрела Осман Алиги, Шкелчен Османи и Фестим Абдулаху, додека за екипата на Љуботен единствениот гол беше дело на капитенот Дејан Савески. Напредок Беса 0:2, двата поодоци дело на Башким Љама. И на последниот надпревар Пролетер Тумчевиште Нераште 1:4. За домашните Александар Димитриевски, за гостинската екипа Изеремини 2 погодоци и по една стрела Харвин Мемиши и Лавдрим Ахмеди. Екипата на Зајас беше слободна ова коло. На табелата во водство екипата на Беса од Добридол со 22 бодови пред Арсимиот Чегране со
18. На третото место е Речица со 16, следуваат Врапчиште со 15, Камењане со 13, Зајас и Нерашли имаат по 9 бодови на 6-то и 7-то место. 8 е Напредок со 6, Трабзонспорт е на 9-тото место со 4 бодови, 10 е Љуботен со 3 бодови и на последното место Пролетерот Тумчевиште без ниту еден бод. Тоа беше се за фудбалот, сега одиме на кошарката. Тука се одиграа надпреварите од 8-то коло на втората лига Запад. Екипата на Тетекс продолжува со одличните резултати. На домашен терен ја совладаа екипата на Битола Медика Карта со 101 спрема 80. 33 поени на Михаил Ценовски, капитенот Костовски постигна 18. Одлична партија и за Стериовски и Ристовски кои што има по 17 поени, а во листата на селци се запиша и Вапски 6 поени, Јосифовски 5, Теофиловски 3 и младиот Крстевски со 2 поени. Во екипата на Битола најпрецизен беше Виктор Ташовски со 34 поени, воедно и најпрецизен на теренот. На останатите надпревари, односно на останатиот надпревар, бидејќи се одигра само уште еден, екипата на Ринија од Куманово ја совлада Хераклеја од Битола со 71 спрема 64. Одложени беа надпреварите помеѓу Мега Баскет и Спарта, Спорт Тим и Чаир и Партизан и Охрид. На табелата во водство екипата на Хераклеја со 14 бодови од 8 надпревари, додека Тетекс е наделба на второто место заедно со екипата на Охрид со по 12, но двете екипи имаат по надпревар помалку. Тетекс треба да го одигра одложениот надпревар од второто коло против Партизан и со евентуална победа на овој надпревар ќе избие на првата позиција. Во следното коло екипата на Тетекс треба да гостува во Скопје кај Чаир. Меѓутоа овој надпревар е под знак прашалник, бидејќи екипата на Чаир е во изолација и немам се уште информација дали ќе се одигра или ќе биде одложен. Кога сме кај овој надпревар, само да ве потсетам дека веднаш после вечерното издание, односно после репризата на спортскиот преглед во 22 часот и 30 минути ќе може да гледате снимка од овој надпревар, а сега ќе ги слушнеме изјавите на Предраг Стериовски, еден од најдобрите поединци на овој надпревар во екипата на Тетекс, како и на Мико Голубович, тренерот на екипата на Битола Медика Карта. Јас сум задоволен одлично од денешната игра, се покажав добро, направив се што можев за екипата за победи и колку што можев направив за екипата. На крајот испадна одлично, резултатот беше добар, имаше некои падоци во играта, но добро се држевме и Тетекс игра одлично оваа сезона. Дали може да се надеваме дека Тетово ќе добие прволигаш? Може да се надеваме, имаме големи шанси за во прва лига, но не преостануваат уште многу до крајот на сезоната, ќе видиме што ќе направиме за прва лига. Сега ви следува дербито против екипата на Чаир на гостински терен. Кои се очекувањата од тој надпревар? Треба да дадеме се од себе за да ги победиме. Ги имаме, ние сме добри годинава, можеме да ги победиме, но се преостанува на нас. Треба да изиграме како што изигравме, мислам дека и денеска можеме уште подобро и треба уште подобро и ќе видиме. Прво би тео да честитам екипи Тетекса на заслужена победа. Прво би сакал да ја честитам на екипата на Тетекс за заслужената победа. Што се однесува за нас, ние сме млада екипа, која за прв пат игра во втора лига и малку потешко се снаоѓаме. Момците имаат по 15 на години, освен Даниел кој има 34 години. Нам не ни е важен резултатот. Важно ни е овие деца да се развиваат како кошаркари и ако успееме во тоа, ќе биде подобро за нас. И ако ми тоа успееме, тоа ќе биде најболje решение. А сезонава најверојатно ќе има и спаѓање од втора во трета лига. Дали очекувате дека имате сили да обезбедите опстанок во втора лига? Доколку секако има испаѓање во трета? Сигурно има, ми сме кандидати веќе за испаѓање. Ние сме кандидати за испаѓање, но ќе се потрудиме да обезбедиме опстанок. Имаме 2 месеци да се подготвиме и некој од екипите да ја изненадиме. Но сепак, мислам дека за овие деца дека е преголем залак да играат во втора лига. Третата лига би била подобро решение. На почетокот на сезоната не планиравме да играме, но ете се случи да се пријавиме и да видиме до каде сме. И сега ни останува да се обидеме да избориме опстанок. Ќе останеме уште малку кај кошарката, бидејќи во првата кошаркарска лига на Македонија се случува еден вистински хаос. Надпреварот помеѓу гостивар и Мазата Скопје предходниот викенд не се одигра, односно беше
одложен. Имаме многу екипи со позитивни случаи на COVID-19, многу екипи се во изолација. Интересно е тоа што од оние 7 првенствени кола кои што се одиграа до сега, се одиграа само 19 надпревари, а 23 надпревари се одложени и навистина не знам кога ќе се одиграат овие надпревари и како ќе се усогласат термините, бидејќи дел од екипите имаат по 3-4 надпревари, некои екипи имаат само по една и останува да видиме што ќе се случи со кошаркарската, односно со првата кошаркарска лига на Македонија. Одлично течат работите во одбојкарското првенство за разлика од кошарката. Тука се одигра во машка конкуренција. Се одигра првото коло од плей-офот и плей-аутот. Изненадување веднаш во првото коло, Универзитет Тетово поразен на домашен терен со 3:1 од екипата на Вардар. Во првиот сет 20:25 за Вардар, во вториот сет изравнување на 1:1 од 25-21 и преостанатите два сета им припаднаа на одбојкарите од Скопје со 25:21, односно 25:19. И најверојатно одбојкарите на Универзитет Тетово се уште се во шок од оној пораз од Струмица во дербито на колото и затоа и го загубија овој надпревар. На вториот надпревар во оваа конкуренција Джио Струмица борец очекувано максимални 3:0. На табелата Джио Струмица е во водство со 30 бодови пред Универзитет Тетово и Вардар со по 24 и борец на четвртото место со 18 бодови. Се одиграа надпреварите од првото коло и во плей-аут лигата. Успешен старт на двете тетовски екипи во оваа конкуренција. Шкендија Дибра Волеј 3:0 по сетови 25:13, 25:15 и 25:17. Лирија Весна Пробиштип втор пат за 7 дена, 3:0 за Лирија, овој пат 25:21, 25:23 и 25:7. И на последниот надпревар во оваа конкуренција Штип Јанта Волеј 3:0. На табелата во водство екипата на Шкендија со 18 бодови, следуваат Штип со 15, Лирија е на седмото место со 12 и на последните 3 места Весна Пробиштип, Јанта Волеј, Дибра Волеј со 6-3, односно без бодови. Сега ќе ги погледнеме и изјавите на тренерите на Лирија и Пробиштип веднаш после надпреварот кој што го доби Лирија со 3:0. Според, ја го кажав и претhodното коло кога ги добивме Весна Пробиштип со 3:0, со вакви услови што ги имаме, без сала и тоа, ја презадоволен сум со овие 4 победи заред, иако испуштивме и уште 3 победи други, со пристрасно судење и други, али тоа е прошлост више. Гледаме напред, сега на пролет ни останува да се бориме од 5 до 10 место. Фактички ние со ова победа 7 место сме го осигурувале и претендираме за 5 и 6 место да се бориме до крај. Кои се амбициите и плановите на клубот за продолжение од сезоната? Дали може да очекуваме неколку засилувања, освежување на играчкиот кадар? Па највише ни треба да најдеме термин за да тренираме со играчите, тоа е најнеопходно, иако и овие играчи покажаа дека имат квалитет. Ја мислам по квалитет сме четврта екипа во лигата, али условите така диктират и презадоволни сме со овие 4 победи. Али на пролет мислиме да се појачаме. Едно или двајца ќе имаме и ќе претендираме да влеземе во финале на купот. А за првенство 5 или 6 немаме каде повише, погоре да се качеме, затоа што се првите 4 екипи ќе играат плей-оф меѓу себе тие. И ни останува да се бориме за 5 и 6 место, што во крајниот распоред ни дава повише бонуси за спортскиот ваучер. Така, значи, најпрви честитки за победата на ОК Лирија. Од резултатот секако сека не сме задоволни, очекувавме многу повеќе. Како што забележавте, ова е втор пораз, меѓутоа мораме да признаеме дека и двата сета ги одигравме на многу повисоко ниво за разлика од претходниот меч, затоа што Александар Милков претходниот надпревар не беше овде, сега се приклучи, меѓутоа многу касно во четвртокот направи само 2 тренинзи, не беше тука во Хрватска, сега стигна. Така да не бевме доволно консолидирани, сметаме дека можеме да парираме на Лирија и на екипи со ваков ростер на играчи и овој дел ќе полека но сигурно во пролетниот дел ќе се екипираме и ќе дадеме поголем отпор и се надеваме на повисока позиција.
Спортскиот преглед, поддржан од спортските обложувалници Евротип, го продолжуваме со резултатите од второто коло од женската одбојкарска лига, плејофот и плејаутот. Во плејофот имаме еден представник, Универзитет Тетово на домашен терен поразен од Струмица со 0:3, по сетови 20:25, 21:25 и 18:25. На вториот надпревар Наковски волеј Работнички 1:3, колото ќе биде затворено денес со дербито помеѓу Јанта волеј Кисела вода и Вардар, двете непоразени екипи во досегашниот тек од првенството. На табелата Работнички е прв со 22 бодови пред Вардар и Јанта волеј кои што имаат 21 односно 19, немаат пораз се уште, но имаат надпревар помалку од Работнички, затоа се потиснати на второто односно третото место. Една од екипите денес ќе ја преземе лидерската позиција. На четвртото место Струмица со 8, петти е Наковски волеј исто така со 8 бодови и на шестото место екипата на Универзитет Тетово. Во плејаут лигата единствен представник од Тетово е екипата на Бамикор, но овој надпревар против Ускана не е одигран, односно е одложен за во среда во 19 часот во спортската сала при основното училиште Гоце Делчев во Тетово. На останатите надпревари Пелистер волеј, Фитван волеј 2:3, Угада студент Виктори волеј 3:0 и Македонија Макс Јанта волеј Форца 1:3. На табелата во водство екипата на Јанта волеј Форца со 15 бодови пред Фитван волеј со 14, две позиции кои што обезбедуваат пласман во првата лига за следната сезона, а екипата на Бамикор е на последното 8 место без ниту еден бод. Воедно резултатите од одбојкарското првенство се и последната содржина која што ја подготвивме за денешниот спортски преглед. За крај само да ве потсетам да ги посетите уплатните места на спортските обложувалници Евротип или вебсајтот на спортските обложувалници Евротип и да ги уплатите вашите добитни тикети. Ве очекуваат голем број на изненадувања, затоа посетете ги уплатните места на Евротип и вебсајтот секако на спортските обложувалници Евротип. Тоа беше се за денеска, се гледаме повторно следниот понеделник. Довидување.